Пред неколку дена бевте повторно избрана за председателка на Дом. Кои се вашите следни активности? Останува ли партијата на истите постулати, како програмски, така и организацијски? Да, по втор пат бев избрана на 5-тиот конгрес на Дом, кој пред 2 дена се одржа во Скопје. Она што планираме во следниот период да го работиме, ние знаете секогаш најмногу обрнуваме внимание на програмските приоритети. За нас е многу важно што ние сакаме да постигнеме во следниот период и рековме дека во следните 4 години ќе се фокусираме на практично 4 столба. Првиот се разбира заштитата на животната средина и климата, она што е базично како наш програмски приоритет. Второ е унапредување на човековите права. Третиот столб е борба против корупција и организиран криминал. И четвртиот е равномерен регионален развој и децентрализација. Значи, тоа се отприлика 4 главни теми на кои сакаме да се фокусираме во следниот период. Мене ми е драго што и во изминатиот период сме успеале голем дел од нашите програмски приоритети да реализираме и тоа го видовме во извештајот кој го презентиравме на Конгресот, но се разбира има уште многу да се работи, така што тоа ќе биде фокусот на Дом во следниот период во однос на внатрешната организација во партијата. Ние во минатиот период бевме фокусирани многу на зајакнување и на младинската организација на Дом Модом и тоа останува еден од клучните приоритети и за следниот период, затоа што треба да се подготвуваат кадри кои што ќе бидат лидери во следниот период на Зелената партија Дом и се разбира зајакнување на општинските организации, и тоа е она што е препознатливо за зелените. Ние сме секогаш во близок контакт со граѓаните, со граѓанските здруженија, така што тоа е нашата база, основа на делување и на тоа ќе работиме во следниот период. Се разбира, остануваме посветени на соработката со Европските зелени и од Европската унија сестринските партии, но и од регионот. Ние сме многу активни во тоа регионално делување на Зелената балканска мрежа. Тоа е многу значајно за нас сите, не само заради искуствата што можеме да ги добиеме од нашите колеги од Европската унија во однос и на програмите и на заложбите, но и на искуствата веќе кои што тие ги поминале, така што да не ги повторуваме истите грешки и побрзо да овозможиме регионот да се движи напред. Се разбира, тука е и нивната огромна искрена поддршка за целиот регион на Западен Балкан за пристапување во Европската унија. Во вашиот говор на Конгресот, пред вашиот избор, кажавте дека вашата партија не треба да се врзува само за зелената агенда и за климата, туку и за човековите права, за социјалните права, за недискриминацијата. Дали тоа значи дека овие прашања ќе бидат во вашиот следен фокус, односно ќе ги интензивирате активностите поврзани со овие прашања? Вие како пратеник ве молам појаснете. Да појаснам, да. Ви благодарам на прашањето, бидејќи многу често кај нас печатокот е во Македонија дека кога зборуваме за зелена идеологија, зелени вредности, дека тоа се однесува само на еколошките проблеми, животната средина, па сега малку има и поголема свести за климатските промени. Но всушност зелената идеологија е еден многу широк, комплексен, би рекла, има опфат на вредности. И подеднакво се важни и демократијата, и човековите права, и социјалната правда, и борбата против корупцијата, владење на правото, како и заштитата на животната средина и климата. Но веројатно, бидејќи кај нас можеби не е толку многу позната таа зелена идеологија, се уште нема добро разбирање дека не е само животната средина и климата она за што зелените се залагаат. Апсолутно насекаде подеднакво се важни сите овие теми, како и животната средина и климата, и ние така и сме делувале досега. Вие знаете дека јас сум координаторка на неформалната пратеничка група во Собранието за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето.
Таа група практично за прв пат ја оформивме 2018 година заедно со граѓанските здруженија кои што работат на оваа проблематика и еве сега повторно се возобнови, функционира групата, значи во континуитет веќе овие 5 години и мене ми е драго што например тоа е единствена група во собранието во целиот регион, во другите парламенти немаат вакви групи за права на ЛГБТ луѓето, така што тоа е еден придонес на дом во оваа сфера на почитување на човековите права. Се разбира правата на жените, родовата еднаквост. Знаете дека и дом и јас како пратеничка сме многу активни на ова поле. Јас сум член на председателството на клубот на пратенички и мислам дека таму навистина успеавме да постигнеме добри резултати и со усвојување на законот за заштита и спречување од дискриминација, формирање на комисија професионална за заштита од дискриминација и со усвојувањето на законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семено насилство. И тука клубот навистина одигра, клубот на пратенички, клучна улога и за мене тоа е, да речам, пример во собранието како треба да тече една процедура и усвојување на законски решенија, бидејќи тука имавме консензус помеѓу пратеничките од сите политички партии, се усвоја и амандмани, имаше јавна расправа и беше со огромно мнозинство усвоен законот. Кога веќе ги споменавте законите, дали очекувате кривичниот законник кој што беше веќе изгласан со консензус во прво читање да биде донесен со исто така со консензус и дали поднесовте одредени амандмани за ова законско решение? Да, ќе поднесеме амандмани бидејќи ние за Комисијата за еднакви можности, јас сум таму член и клубот на пратенички заедно, имавме јавна расправа по однос на, тоа ми се чини пред една година беше, по однос на предлог законот за кривичниот законник и тогаш ги повикавме граѓанските здруженија кои што работат особено што се однесува на темите на правата на жените и дојдовме до заклучок дека има простор да се подобри овој предлог закон со дополнителни амандмани, се во насока на уште поголемо зајакнување на третманот, би рекла, и борбата против насилството врз жените и семејното насилство, со дефинирање и на други термини и зајакнување и посеопфатно, би рекла, посеопфатен третман на борбата против насилството врз жените и семејното насилство, така што во следниот период, да, бидејќи законот помина едногласно без против од некоја група во собранието, очекувам дека исто така и ќе се усвои и се разбира овие забелешки од новинарите и така натаму треба да бидат внесени во кривичниот законник и очекувам да има консензус по тоа прашање. Господи Мурачанин, да се вратиме сега повторно на дом и на вие сте дел од владината коалиција. Во моментов треба да се случуваат или се случуваат разговори за влез на уште една партија во владината коалиција, станува збор за Алијансата за албанците. За влез во владата очекувате ли со евентуалниот влез на оваа партија во владината коалиција да се зајакнат можностите за евентуално отварање на уставот и уставните измени кои што предстојат? Јас немам информации околу ова прашање за влегување на Алијанса за албанците во владата, бидејќи со премиерот не сме разговарале на оваа тема и она што тој го најави, чинам пред неколку дена, дека во следниот период ќе бидеме повикани за да бидеме информирани за што станува збор, така што да почекаме, да видиме која е идејата, ова што вие прашувате за јакнување на позициите во однос на евроинтеграцијата. Мислам дека Алијанса за албанците е тука јасна по тоа прашање, дека секако би ги поддржале уставните измени, но пак ќе речам да видам што се предвидувањата, до каде се тие разговори и што е целта што треба да се постигне со вклучување на уште една партија во владата. Останувате ли на вашиот став за уставните измени, за процесот на уставните измени и целата таа постапка што
што треба да тече. Бевте присутна на лидерската средба што ја одржа премиерот во Така да, бев. Ги слушнавте сите размислувања. Дали Дом останува на тоа дека уставните измени треба да бидат само за уставните измени кои што се врзани со влезот на одредени етнички заедници во преамбулата? Или сметате дека исто така треба и некои други прашања да се вметнат во таа одлука што се очекува во собранието? Да, јас и тогаш го кажав јавно ставот и сметам дека е добро да се биде фокусиран само на овој дел од уставните измени кои што се однесуваат на внесување на делови од народите букарскиот народ, хрватите и црногорците и можеби се слуша и за еврејските граѓани и околу тоа нема никаква дилема за нас да бидат внесени во преамбулата. И мислам дека само така може да се обезбеди консензус и процесот да тече во една, би рекла, по конструктивна атмосфера, иако опозицијата дефинитивно се уште стои на ставот дека се строго против уставните измени, а знаеме дека без нив нема 80 пратеници кои што се потребни. Зошто мислам дека не треба други прашања да се отвараат, бидејќи знаете кога се отвара уставот, вообичаено има и други барања за промени на уставот и тоа е легитимно, не е ништо спорно, но мислам дека отислушнавме веќе и други најави, не е само за 20%, па други дали да бил дводомен парламентот, имав и такви прашања и од новинари кои слушнале нешто, па да се укине Бадентер правилото, па за внесување, мислам, нешто имаш и за Српската православна црква и така се отвараат многу теми. Ако толку широки измени има на уставот во овој период кога и така е кревка целата состојба, мислам дека процесот ќе се разводни и секогаш некој ќе биде против некој друг предлог и нема да може да се обезбеди мнозинството. И мислам дека треба сега затоа јасно да се оди само со овие уставни измени, бидејќи сите овие партии сме се декларирале дека сме проевропски и дека сакаме Македонија да стане членка на Европската унија и сите знаеме дека е ова услов за да продолжат преговорите, за да почнеме да ги отвараме поглавијата. Значи, тоа е целта. И мислам дека треба да останеме фокусирани на таа цел, без внесување на партиските рейтинзи во игра и дневна политика. Да го гледаме државниот интерес и интересот на граѓаните. Деновиве повторно опозицијата го повторува и постојано го повторува барањето за брзи предвремени избори, што би се случило напролет. СДСМ и ДУИ ги повторуваат ставовите дека се за парламентарни избори во 2024 година, додека ВМРО ДПМН настојува на тоа да се одржат брзи предвремени парламентарни избори напролет. Така е. Јас мислам дека оваа тема е актуелна подолго од една година за предвремени избори. Би рекла дека опозицијата практично многу брзо после парламентарните избори 2020 започна со ова агенда за предвремени парламентарни избори, што особено се засили после локалните избори минатата година, така што темата е постојано присутна во јавноста и јас во неколку наврати сум зборувала на оваа тема. За Дом ставот е дека ние сметаме дека сега не се потребни предвремени парламентарни избори и дека фокусот треба на сите политички чинители, без разлика дали се дел од позиција или опозиција, да биде врз она што значи надминување на предизвиците со енергетската, со економската криза и реализирање на потребите и барањата од граѓаните. Затоа што јас за тоа зборував и во моето обраќање на Конгресот, граѓаните се разочарани, бидејќи доминира во јавниот дискурс
партиската реторика и дневната политика на различни политички чинители кои што се водат од моменталниот рейтинг и од она што би значило тоа за партискиот интерес, избори, резултати и така натаму. Дефинитивно тоа не е интересот на граѓаните. Граѓаните се соочуваат со реални проблеми секојдневно и бараат и затоа не избрале, за да ги решаваме проблемите. Не избрале за тоа дали дом на следните избори ќе има подобар резултат или не. Тоа ќе го кажат потоа на изборите. Но сега, особено во моменти на ваква економска и енергетска криза, фокусот треба да биде, според мене, исклучиво во интерес на граѓаните. А оваа реторика, која што е навистина на многу ниско ниво на политичка култура, јас за тоа често зборувам и во собранието, и тоа беше за жал спомнато извештајот на Европската комисија за работата на собранието, таа се рефлектира не само во собранието, туку гледаме и во советите, и во другите институции, и генерално во целото македонско општество. И тоа допринесува за уште поголема поларизација кај граѓаните. И затоа, и да се надоврзам и за ова претходно што ме прашувавте, не треба да отвараме дополнителни теми кои што се непотребни во моментот, кои дополнително ќе ствараат уште поголема поларизација и поделеност и помеѓу политичките и помеѓу општествените чинители генерално во општеството. Ние мора да се обединиме заедно за некои клучни стратешки цели кои што ни се заеднички за сите и за кои граѓаните се гласни дека сакаат да бидат слушнати и да бидат реализирани, а не да биде целиот дискурс во интерес само на она што партиите мислат дека за нив е пополезно во одреден политички момент. Во контекст на енергетската криза сега ми се надоврзува едно прашање со кое што ќе се соочи Скопје зимава. Доколку нема газ, односно доколку нема грејење, ќе мора да се, односно се испитува можностите за користење на алтернативни енергенси, што би можело да значи дополнително загадување на главниот град, кој што и така е загаден, така е. Котира на да речем на тие листи за најзагадени градови. Каков е ставот на Дом во однос на овие прашања? Дали вие во владината коалиција реагирате? Има ли начин на кој што со кој што би можеле да спречите едно вакво нешто? Од една страна да се спречи, но од друга страна ќе се соочиме па со проблем за граѓаните доколку навистина нема газ. Така е, состојбата е тешка и затоа велам ова се прашањата кои што се од интерес за граѓаните. Јас за тоа зборував не само во коалицијата, туку и на лидерската средба која што организираше премиерот Ковачевски со сите председатели на политичките партии во парламентот и го истакнав ова прашање, односно барање, дека без разлика на цената на газот, бидејќи сега е состојбата дека газ може да се снабди само како таа цена оди на берзите и што е поисплатливо, нашиот став како Дом и нашето барање беше да се продолжи работата на топланите во Скопје на газ, да не се префрлуваат на дизел или на мазут, кои што навистина многу загадуваат, и тоа ќе се рефлектира дефинитивно многу на загадувањето на воздухот во Скопје. Тоа беше барањето кое што го актуализирав таму и мислам истото го имаше и министерот за животна средина и со него разговаравме, така што тоа е ставот кој што ние го наметнавме и ќе инсистираме тоа да се испочитува без разлика на цената. Дури и да биде поскапо затоплувањето со газ, во интерес на здравјето на граѓаните, да продолжат топланите да работат на газ. Каков одговор добивте од премиерот и од надлежните ресорните министри? Рековте министерот за животна средина го испратил тоа барање, но тоа е само декларативно кажано. Што е оно што ви беше одговорено од страна на премиерот и на задолжените? Добро, да, на таа средба така не беа министрите. Да, очекувам тоа да, бидејќи немаше дискусија, можеби јас бев единствената што
отвори некои други прашања што беа нели надвор од ова тема на евроинтеграцијски процес, затоа што сметам дека е многу важно за граѓаните. И да потрошиме некој денар повеќе сега за газ ќе биде многу поисплатливо отколку потоа да се лечат пациентите ако веќе само економскиот аспект се гледа. Така што конкретни дискусии по ова прашање немаше, но беше нотирано. Исто така и министерот инсистира на ова и Министерството за животна средина и владата мислам ќе постапи во таа насока, така што очекувам топланите да продолжат да работат на газ. Сега, ако никој не може да предвиди со војната во Украина и како ќе се развиваат тие состојби ако нема воопшто снабдување со газ, но не очекувам тоа да се случи по сите најави што ги добиваме, што ги слушаме, дека сепак ќе има снабдување со газ, а во однос на цената реков, нека биде и поскапо, но да ги заштитиме граѓаните и тоа не е само за градот Скопје, бидејќи во градот Скопје секојдневно гравитираат многу луѓе кои заради образование, заради работа и така натаму, така што голем број на наши граѓани од Македонија се подложни на загадувањето на воздухот во Скопје. Точно, да. Како пратеник, вие самата во вашите одговори го споменавте парламентот извештајот на Европската комисија. Помина неколку месеци од извештајот, меѓутоа промени драстични во политичкиот диалог во собранието не гледам. Има некои мали исчекори во однос на носењето на одредени закони. Така е. Но не гледаме дека комплетната слика, генералната слика се менува. Што во таа насока, што е вашето мислење, што треба да се направи, односно како да се промени таа слика? Така е, малку ја почнавме оваа тема и претходно, со претходното ваше прашање. Тоа мора да произлезе од действувањето на пратениците и на пратеничките групи, сите да се одважиме и да работиме во интерес на граѓаните, да ги оставиме овие партиски дневно-политички игри настрана, бидејќи, како што спомнав, граѓаните тоа го очекуваат и тоа го бараат. Ова што во изминатиот период се случува во собранието, таков начин на дискусија со лични етикетирања, со навреди, дури со говор на омраза, и тоа е нотирано, еве да се поврзам на извештајот на Европската комисија, нотирано е дека политичари употребуваат дискриминирачки говор на омраза кон ЛГБТ и луѓето. Тоа е недозволиво, а сите зборуваме за човекови права, за европеизација на општеството, за демократија и така натаму. Така што јас тоа го зборував и на Конгресот, ние треба да сме искрени и да кажеме дека да, ние како политичари придонесуваме за оваа состојба и главната одговорност јас ја гледам кај политичарите. И потоа тоа се пренесува, знаете, преку медиумите нормално изјавите одат, стигнуваат до граѓаните и предизвикуваат уште поголема поларизација и недоверба на граѓаните во институциите во крајна линија. И потоа се чудиме зошто граѓаните не им веруваат на институциите. Добро, директно ќе ве прашам. Да. Дали мислите дека улогата на доминантните партии во собранието, односно тоа се доминантни партии во нашето општество, треба да се промени? Да, мислам. Да се променат нештата во собранието и во општеството. Како да се направи тоа? Мислам дека треба да се менуваат и овие односи меѓусебни, но веројатно и внатре партиски, и тоа е нешто што се менува. Демократијата е процес. Мислам дека тој процес Жан Моне е добар начин. Оти ние треба да се научиме малку повеќе да комуницираме меѓусебно, да имаме не само почит, туку и доверба едни во други. Оти мојот впечаток е дека едноставно политичките чинители од двете страни немаат доверба меѓу себе. И тоа не е начин како вие можете во било која сфера, па дури во политиката, да функционирате и да испорачувате резултати. Тој процес Жан Моне, јас не сум вклучена, нели од големите партии се таму,
трае веќе 2-3 години, нели, со посредство на европратеници и така натаму, и во одреден момент имаше некои информации дека има некој прогрес и дека може да се затворат некои прашања за кои еве има различни, што е нормално, различни ставови од различни политички партии. Но потоа повторно некако се врати целата таа состојба на почеток и еве се уште нема резултат од тој процес Жан Моне, иако еве повторно и пак е и тоа спомнато во извештајот да се реафирмира, да продолжи процесот на комуникација. Ние сме упатени да комуницираме и да соработуваме едни со други. Вака, ако се довикуваме од две планини, сигурно нема да има решение. Добро, без разлика што не сте дел од разговорите во Жан Моне, вие како пратеник под уставом имате право да ги побарате забелешките и да ги добиете забелешките за тоа што се разговарало, односно, нели, за кои делови од деловникот се разговарало на последната средба, иако е најавена уште една. Така е, да, еве сега се, повторно пак се активира тој процес, што е добро. Кои законски решенија според вас се потребни да се донесат во следниот период, имајќи ја предвид севкупната општествено-политичка ситуација во земјата во контекст на економската и на енергетската криза? Така е. Добро, тој пакет за помош на граѓаните, кој за владата зборуваше по-детално околу тоа се разбира важно и така треба да се продолжи. Мора да им дадеме поддршка на граѓаните во овие тешки времења и на малите предпријатија, кои се разбира им е исто така тешко да обстанат во вакви услови, особено во делот, нели, на цените на енергенсите на електричната енергија. Ние имаме, би рекла, посуштинско решение, ама тоа е на средни и подолги стази. И жалам што предходно не беа испочитувани и посериозно, би рекла, разбрани овие пораки кои што ние ги праќавме за премин од фосилни кон обновливи извори на енергија, за масовно искористување на сонцето и ветерот во Македонија за производство на електрична енергија. Тогаш тоа се гледаше само во контекст на заштита на животната средина и климата и некако не беше интересно веројатно за другите политички партии тоа прашање, но сега кога гледаме дека енергијата е веќе и не само прашање за животната средина и економијата, туку и безбедносно прашање, сега еве во овие услови се актуализира оваа тема. Мене ми е драго, се разбира што и ние придонесовме како дом, знаете дека нашите барања практично минатата година ова време, кога преговаравме за програмата на новата влада, едно од барањата на дом беше токму тоа, да се поедностават законските и подзаконските процедури, за да може да се поедностави местењето на соларни панели, за да можат и граѓаните и фирмите побрзо да поставуваат фотоволтаици и да станат не само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија. Еден дел од тоа се реализираше во овој период, но има уште многу за работа. Она што ќе ни биде нас фокус во следниот период, во овој дел, бидејќи тоа ни останува тема, енергетиката, обновливите извори на енергијата и енергетската ефикасност, тоа е поле на кое што многу треба да работиме, изолација на објекти и така натаму, дека ќе го промовираме и ќе бараме усвојување на законско решение со кој ќе се овозможи практично таа енергетска демократија, односно формирање на енергетски задруги, енергетски кооперативи. Такви модели има и во други европски држави, во Германија, во Данска. Ние веќе сме во контакт со зелените од таму, за да ги прилагодиме решенијата за наши услови, бидејќи нас ни е идејата во Македонија да се произведува електрична енергија од сонце и од ветер, но тоа да не биде само за бенефит на големите бизниси и компании, туку ние сите како граѓани да имаме бенефит од она што природата тука ни го дала, сонце имаме во изобилство, така што тоа секако ќе влијае позитивно и на буџетот на секое домаќинство, ќе биде и во интерес на фирмите, така што тоа е еден дел од она што сакаме во следниот период да го реализираме.
Во однос на активности во собранието сега е дебатата за буџет, така што тоа ќе биде актуелно. Да. Да, јас заедно со други колешки би рекла, бидејќи со нив дискутиравме, поднесовме амандмани во однос на зголемување на буџетот за превентивните програми за здравствена заштита за мајки и деца и за ХИВ-СИДА. Тие се програми кои што одат од Министерството за здравство и се превентивни програми, има и други, но овие се два за кои интервениравме со амандман за зголемен буџет. Зошто? Затоа што овие средства кои што се намалени во буџетот ги користат граѓански здруженија кои што единствено нудат таков тип на превентивна здравствена заштита за граѓаните, особено за маргинализираните групи граѓани, кои што практично се надвор од нашиот здравствен систем, или поради тоа што немаат здравствено осигурување, или бидејќи не се чувствуваат безбедни и се чувствуваат дискриминирани ако се појават во нашиот систем здравствен, во јавното здравство. Затоа велам, единствен начин тие ранливи категории граѓани да добијат основни здравствено заштитни услуги се преку ова действување на граѓанските здруженија, и тоа се програми кои што со години наназад се практикуваат и покажале резултат. И тоа секако е и барање и од Светската здравствена организација, укажување, да не кажам барање, но тоа се принципите како треба да се действува, бидејќи во здравството, како и во се друго, секој денар вложен во превенција многукратно се исплаќа, отколку потоа да давате многу повеќе пари во лекување, во третман на пациентите, така што не само заради тоа што е добро, нели, за здравјето на луѓето, оти на овој начин, особено со тестирање, превенција за ХИВ-СИДА што ги работат, или за заштитата на мајки и деца, за бремените жени да имаат бесплатни прегледи иако не се здравствено осигурани, и бесплатно поредување иако не се здравствено осигурани. Тоа практично не само што го штити здравјето, туку и животот на луѓето, и дополнително, ако правиме економска пресметка, секогаш е многу поисплатливо да вложите во превенција отколку во третман. Господин Мурачанин, интервјуто покажува дека имаме многу за што да зборуваме, но времето е толку. Јас многу ви благодарам за ова интервју. Се надевам дека ќе успеете да исполните дел од вашите планирани активности, односно агенда, како во собранието, но и така во партијата. Ви благодарам на можноста.